Последни вести денеска, добро вечер. Амбасадорката на САД, Анджела Агелер, упати отворена порака до граѓаните преку социјалните мрежи пред заминувањето од земјава. Во неа таа порача дека заслужуваме да бидеме земја каква што сакаме да бидеме и дека заминува со верба во силата и храброста што ја имаме да го постигнеме тоа. Пред 3 години пристигна во Скопје како 10-ти амбасадор на САД во оваа прекрасна земја. Бев и се уште сум длабоко почестена од извонредната привилегија да ја представувам мојата голема нација во вашата. Кога стапив на оваа функција, реков дека имам огромна верба во силата и храброста на народот на Македонија. Од тогаш таа верба е оправдана, обновена и зајакната одново и одново. Исто така реков дека цврсто верувам дека времето да се направи вистинска разлика, да се зајакне економскиот раст, енергетската независност, судскиот интегритет, образовната извонредност, културната отпорност и европската интеграција е сега. Во некои области, соработувајќи тесно, постигнавме вистински напредок. Во други останува работата, напиша Агелер. Премиерот Мицкоски за време на посетата на Давос денеска имал неколку билатерални средби, а пред потенцијални инвеститори ги представи големите енергетски проекти кои што треба да се реализираат во земјава. Денеска за прв пат пред соговорниците овдека на панелот ги презентирав и за нас клучните проекти кои што во периодот кој што следи ќе ги објавиме, а тоа се Бошков мост и Чебрени галиште. Убеден сум дека истите привлекува големо внимание кај голем број инвеститори кои што по завршувањето на панелот ми пристапија и разменивме контакти, ги поканив да дојдат во Македонија, да ги презентираме потенцијалите со кои што располагаме, инвестициските можности и убеден сум дека овие проекти ќе бидат успешни, ќе додадат вредност во економијата на Македонија и ќе додадат вредност во квалитетот на живот на македонските граѓани. Продолжуваме денеска со уште еден панел, представување на инвестициските можности пред друга група на инвеститори на Македонија. Убеден сум дека и овој панел ќе биде успешен. Во врска со најавената реконструкција на владата, која што пред Нова година ја најави премиерот Мицкоски, министерот за спорт Борко Ристовски во само интервју кажа дека е задоволен од својата работа, но и дека ќе ја почитува одлуката на премиерот каква и да е. Кога ќе начекате државата во еден слободен пат, многу е тешко да граѓаните осетат за една година, за 2 години било каква промена. Иако јас од она што можам да го гледам, што го гледам на владините седници, она што го знам што се работи, иако не секогаш е све јавно и официјално, меѓутоа она што се работи и законите и измените кои што се носат на владините седници, мислам дека навистина секој оној кој што е задолжен за својот сектор дава се од себе и почнувајќи од себе, јас сум задоволен како ја тоа ќе биде и мој одговор за работата, ајде вака како сум ја некој да судам и да кажувам за другите, меѓутоа вака еден човечко гледиште на работите, а тоа е дека сум задоволен од мојата работа, меѓутоа секогаш оставам простор дека може да биде подобро. Значи вие планирате да останете министер, не очекувате да бидете опфатени со реконструкција? Видете, јас сум апсолутно релаксиран во тој поглед затоа што сум влезен со една цел, а тоа е да направам промени во спортот и да оставам трајна вредност, затоа што сакам најпрво спортот да ме памети, меѓутоа сакам да ме паметат и моите деца и да оставам трајни вредности во спортот, а тоа може да го остварите само доколку направите резултати во својата работа. Така да апсолутно доверба имам во претседател на владата и доколку тој одлучи што и да одлучи тој, апсолутно ќе почитуваме тоа сите. Председателот на СДСМ Венко Филипче на пресконференција ја обвини власта за дефокус од реалните проблеми на граѓаните. Смета дека истиот бил помогнат од одредени медиуми кои што, како што вели, постојано ги навредувале и омаловажувале. Од ВМРО ДПМН преку соопштение напиша дека не работат против СДСМ и дека тоа најдобро го прави токму Филипче. Ивана Стојановска. Опозицијскиот лидер Венко Филипче обвинува за смислено и координирано сценарио за напад врз СДСМ, со лаги и хајки од страна на негови сопартици, за кои обвини дека биле купени или уценети од ВМРО ДПМН.
На пресконференцијата презентираше како што ги нарече илјадници токсични медиумски наслови, чија цел била дефокус од вистинските проблеми во земјава. Филипче тврди дека нападите кон него и партијата се интензивирале по објавените информации за злоупотреба на тендери, буџетската дупка од 1 милиарда евра и тврдењата дека постои договор за примање мигранти за пари во земјава. Според Филипче, оркестрираниот напад врз СДСМ бил доказ дека се единствена и конструктивна опозиција, а критиките изнесени од неговите сопартијци Шилегов и Деспотовски ги оцени како неиздржани и нереални. Нека тужи Јован Деспотовски за све што сака. Нема извинување на соработници на ненародна власт. Погледнете, вака изгледа секојдневието. На СДСМ, моje лично, вака се будиме, вака заспиаме, вака функционираме. Со ова се бориме секојдневно. Невистини, лаги, хајки, линч, навреди и така натаму. И во ова се вложени милиони евра. Ова е нивно разоткривање. Зошто власта го прави ова? За дефокус од вистинските реални проблеми. Филипче тврди дека пратеничката група на СДСМ е консолидирана и единствена и ги демантира информациите дека дел од пратениците ќе ја напуштат. Тој најави и дека по партискиот конгрес в сабота партијата за општествен и економски напредок на Рубин Земон ќе стане дел од СДСМ. Пратеничката група е синхронизирана, компактна, ние имаме многу чести координации, впрочем на едно од средбите изминатите денови заеднички со консензус се донесува од луѓето како ќе настапуваме во собранието во следниот период, меѓу другото и за проектот Safe City. На пресконференцијата на Филипче реагираа од ВМРО ДПМНЕ. Оттаму на првиот социјалдемократ му порачуваат дека неговите проблеми се криминалот и корупцијата, а не медиумите или ВМРО ДПМНЕ. Венко Филипче треба да знае дека проблемот не е во медиумите, новинарите, бизнис заедницата, синдикатите кои ги злоупотребува, ниту во ВМРО ДПМНЕ. Туку проблемот на СДС е криминалот, корупцијата и нечесните политики на Венко Филипче и менторот Заев, кои ја доведоа СДСМ на вака ниски гранки. Филипче колку повеќе зборува, толку појасно е дека нема ниту факти, ниту политика. Има само паника и обид со врева да се покрие празнината. Стои меѓу другото во реакцијата од владеачката ВМРО ДПМНЕ. Тоа беше се во вечерните вести. Пријатно.